Четврток, 3 јули, кратки вести во 12 часот. За сега двајца доктори ќе се кандидираат за функцијата градоначалник на општина Охрид на есенските локални избори. Адут на СДСМ е председателот на општинската организација Асен Шајн. Како против кандидат, Шајн ќе го има актуелниот татко на градот Кирил Пецаков, кој е старо нов кандидат за првата фотелја на Димитар Влахов број 57 на ВМРО-ДПМНЕ. Доколку се уште важи за предстојните избори, уште од септември 2023 имавме најава за кандидатура за независен кандидат за градоначалник од страна на адвокатот Александар Новаковски. И понатаму останува отворено прашањето за институционална поддршка од страна на државата за планинската спасителна служба. Сега функционира при Црвен крст Охрид, но интензивно се работи на изнаоѓање соодветно решение во согласност со европските практики за конечно воспоставување на функционална и ефикасна планинска спасителна служба на национално ниво. Во повеќе наврати се покажа нужноста од постоење и функционирање на ваква служба која низ годиниве имаше бројни интервенции на успешно извлекување лица од планински и тешко пристапни терени. При последната акција успешно извлекоа турски параглайдерист од тешко пристапниот и Карпес дел на Галичица. На социјалните мрежи е споделен апел за помош на Ангел Донески од струшкота Шмаруништа кој се наоѓа на лекување во Италија, откако се здобил со сериозни повреди. Со оглед дека се очекува процесот на лекување да трае подолго време и да чини сума која неговото семејство нема да може да ја исплати, го упатуваме овој апел за донирање парични средства, стои во апелот. Средствата може да се донираат на денарска и девизна сметка отворени во НЛБ банка на име Дарио Донески. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 32 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.